Навистина, денеска е долг ден, ден со голем број на информации. Имавме поздравни говори, имавме презентација од членовите на работните групи, презентација од граѓански организации со конкретни и видливи резултати кои што се случија во изминатиот период, но денеска не би бил прв и значаен ден и важен ден кога зборуваме за отвореноста, транспарентност и отчетност или кога зборуваме за отвореното владино партнерство, дека некои работи може и се структурирани во акцијскиот план 2016-2018 година, но во текот на денешниот ден неколку пати се подвлече дека голем број активности беа превземени во изминатите 11 месеци, кои што не се дел од акцијскиот план, меѓутоа значат поголема отчетност на институциите, нивна отвореност, поголема достапност на информации. Овој панел е замислен да можеме да дискутираме што е она што се направи во изминатиот период, а не е дел од акцијскиот план и кои што навистина представуваат повторно звездени мерки. Едните доаѓаат од владата и тука со нас имаме говорник кој што доаѓа од секторот за односи со јавност, имаме представник од парламентарниот институт во Собранието и се разбира Еми која што максимално ќе искористиме прилично груб збор, меѓутоа ќе сакаме да извадиме максимум од незиното присуство во Република Македонија, се со цел да научиме и да видиме повеќе аспекти кои што се веќе искуство и научени лекции во Соединетите Американски држави. И некако така ја смисливме оваа сесија и верувам дека ќе биде интересна и ќе имаме можност да чуеме и да споделиме дополнителни информации од оние кои што беа досега презентирани. Најпрво би сакала да му дадам збор на Илија, кој што доаѓа од секторот за односи со јавност во владата на Република Македонија. Некако последниве месеци интензивно соработуваме и работиме на отворената влада, на оваа иницијатива и наоѓаме начини како да бидеме поуспешни и како тоа истото да биде соодветно искомуницирано. Илија, можеш ли да ни посочи што е она што се видливи резултати кои што се направија изминатите 11 месеци, а повторно се во духот на отвореност, транспарентност и учесност, она што навистина Република Македонија го заслужува да го има. Повели. Благодарам, Гордана. Почитувани представници на граѓанскиот сектор, почитувани присутни. Во јуни 2017 година беше формирана владата на Република Македонија, која се заложи својата работа да ја темели на отворени, транспарентни, сигурни и ефикасни владини институции кои комуницираат и соработуваат со граѓаните. Низа истражувања спроведени од страна на домашни меѓународни граѓански организации, како и меѓувладини организации, нотираа дека во последните 10 години концептот на отворена влада во Република Македонија беше целосно занемарен, а транспарентноста на институциите значително стагнирана. Затоа во својата програма 2017-2020, како и во највисокиот реформски документ, планот 369, актуелната влада заклучи пакет на активности кои недвосмислено се насочени кон транспарентноста, отчетноста и одговорноста и одразуваат заложбата за целосно имплементирање на концептот на отворена влада. Во продолжение на оваа презентација јас ќе направам пресек на чекорите кои владата ги презеде во првите 11 месеци од доаѓањето на власт, во насока на унапредување на транспарентноста, како и чекори кои ќе ги преземе во блиска иднина. Ќе ги поделам во три категории кои што се важни за спроведување на концептот на отворена влада. Прво е воспоставување на демократски медиумски амбиент, активна транспарентност и пристапност. Во рамки на воспоставување на демократски медиумски амбиент, прва мерка која што се превзема е се укина владиното рекламирање, со цел да го оневозможи влијанието врз медиумите и пропагандата преку купување медиумски простор со трошење на парите на граѓаните. Владата го укина владиното рекламирање и владата на пресконференција ги објави трошоците за рекламирање на владата за период 2008-2015, кои во 2014 година да стигна 7,5 милиони евра. Следна мерка која што ја превзема владата беше воспоставување демократски комуникацијски сервис
Со преземањето на власта, владата применува единствен и еднаков пристап кон сите медиуми, без повластување и без ексклузиви. Новинарот е на прво место и сите поставени прашања се одговараат на времено и квалитетно. Едновремено владата не ангажира повеќе пиар агенции, напротив развива протоколи за јавни комуникации и комуникацијски стратегии, протоколи кои што ќе останат во наследство и во идните влади. Понатаму, редовни неделни владини пресконференции. Значи, за прв пат една влада на Република Македонија редовно ги информира медиумите, новинарите и граѓаните за својата работа на седниците на владата. По секоја седница во рок од 10 минути портпаролот на владата го снима на видео за Твитер заедницата, каде што ги истакнува клучните одлуки на владата на таа седница. Потоа владата објавува соопштение за медиуми, а наредниот ден одржува редовни пресконференции. Во моментов една размислуваме за воведување и на уште една дополнителна пресконференција кон крајот на неделата. По усвојувањето на записникот, изгласување на записникот на некоја од наредните седници, владата истиот го објавува на својата веб страна. Понатаму, редовно учество на јавни медиумски дебати. Владата ја препозна потребата и корист од вклучување во јавни дискусии за сите горливи теми и проблеми кои ги притискаат луѓето. И за таа цел владата континуирано ги охрабрува своите представници редовно да учествуваат на јавни медиумски дебати, независно од тоа кој ги организира и кој учествува на истите. Отворени дебати за измени се случија отворени дебати за измени на Законот за медиуми, аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и за можностите за поддршка на печатените медиуми. Владата одржа јавна дискусија за потребата и поддршката на печатените медиуми и изнаоѓање форми и модалитети по која консултативниот процес проложи, а сите поднесени предлози, како искуство од земите членки на ЕУ, се анализираат со цел да се најде најсоодветниот модел. Конечно, владата одржа јавна дебата, го прикачи законот на ЕНЕР за понатамошно коментирање и по интегрирање на сите коментари од ЕНЕР, како и коментарите од Европска Унија и Европска комисија, се извинувам, и ОПСЕ. Законот во финална форма беше објавен и конечно усвоен на владина седница на 20 февруари 2018 и во моментов овој закон е во собраниска процедура. Сега, кога зборуваме за активната транспарентност, владата таму од август 2017 почна за прв пат да ги објавува редовните, да ги објавува дневните редови од седниците на владата, како и записниците од владените седници. Значи, паралелно со редовните неделни пресконференции, владата пред секоја седница го објавува предлог дневниот ред, а записниците од седниците непосредно по усвојувањето на истите ги објавува на веб страната на владата. Следна мерка, објавување и ажурирање на 21 документ од јавен интерес од страна на министерствата и другите институции. Значи, со цел унапредување на примената на Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, по заложение на владата, министерствата, министрите без ресор, како и органите во состав на министерствата и самостојните органи на државната управа, објавуваат 27 документ од јавен интерес, кои истите, согласно закон, се обврзани да ги објават на своите веб страници, при тоа водејќи сметка за нивно континуирано и редовно ажурирање. Се работи за буџети, за извештаи за реализација на буџети, ревизорски извештаи, стратешки планови, план за набавка, закони и подзаконски акти, понатаму календар на активности на институциите, списоци на вработени органограми, контакти од офицери за заштита на лични податоци, контакти од службени лица одговорни за пристап до информација од јавен карактер, контакт од овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во владата Република Македонија и така натаму. Се почна со министерство, понатаму кругот се прошири и се задолжија нови 39 институции, на 41 им се укажа и на 81
им се препорача да ги објават овие 27 документ во зависност од ингеренциите на владата. Понатаму, објавување на договори склучени преку јавните набавки на електронскиот систем за јавни набавки. Се надам дека за ова колегите од Бюро за јавни набавки малку повеќе ви раскажа. Од 12 декември почнаа да се објавуваат договорите и не може да се направи, не може да се распише нов тендер од таа институција доколку не се објави договорот за претходниот. Исто така, тоа што не радува е дека на е-набавки може да се сретне софтвер за визуализација на податоците, кој што на интелигентен начин ги анализира и вади заклучоци кои што се навистина интересни за граѓанскиот сектор, понатаму да ги анализира и за медиумите да ги истражуваат. Следна мерка е објавување на граѓанскиот буџет. Исто така се надевам дека колегите од Министерство за финансии споделија дека Министерството за финансии објави граѓански буџет за 2018 кој ги представи клучните информации од предлог буџетот на РМ за 2018. Ова мерка се пренеси на останатите институции, министерствата кои што изработуваат граѓански буџет со цел да го доближат оној сложен буџет да биде поблиску до граѓаните и да биде разбирлив за сите. Министерството за финансии исто така направи клучни промени за подобрување на транспарентноста на податоците кои досега не беа јавно достапни. Објавува извештаи за извршување на буџетот по буџетски корисници на месечна основа. Објавува извештаи за извршување на буџетот на општините на квартална основа. Објавува квартален извештај за извршување на буџетот на општата влада. Подобри полугодишниот извештај за извршување на буџетот на РМ и тој за прв пат содржи детални податоци за сите буџетски корисници. За прв пат независноста на РМ објави податоци за распределба на доходот на граѓаните врз основа на податоци од УЈП и објави сите доспеани и неплатени обврски на институциите до 1 мај 2017 на сите буџетски корисници, јавни претпријатија и општини. Ова е исечок од делот на вебсајтот на владата каде што може да се симнат, да се спуштат, преземат дневни редови и записници од владени седници. Ова е нешто, ова е софтверот за визуализација на податоци за трошоците на носителите на јавни функции, каде што може на многу лесен начин да се споредат двајца, тројца или повеќе функционери по различни ставки. Има вкупно 16 ставки. Може да се види кој функционер потрошил најмногу за авионски карти, кој потрошил најмногу за кафење и така натаму. Се надевам дека имавте прилика да го погледнете. Истата мерка, како што кажав, се прошири и на 53 нови институции. Вчера за прв пат имавме состанок со половина од овие институции, каде што се дискутиравме околу форматот на објавување на податоци. Значи, кругот само ќе продолжи да се шири и се поголем број на институции ќе објавуваат податоци за своите носители на јавни функции. Сега, кога станува збор за третата категорија, пристапност, категорија важна за спроведување на концептот на отворена влада и отварање на институциите, една од главните мерки кои што се преземаа на почетокот е декласификација на информации. Значи, владата ги декласифицира сите информации за службени патувања, репрезентации и договори за доделување на државна помош, кои што претходните нивни колеги ги воделе како класифицирани. И истовремено, и тие да постапуваат според оваа одлука на владата, освен кога станува збор за информации што мора да останат заштитени со сила на законот. Следна мерка под пристапност ни беше измени во Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Владата одржа дебата за потребата од измени на Законот за слободен
пристап до информација од јавен карактер, а пристигна и неколку предлози во писмена форма. Последователно, владата објави известување на ЕНР за почетокот на процесот на подготовка на предлогот, а ресорното министерство формираше работна група. Дополнително, преку одлука владата возможи бесплатно давање на информација од јавен карактер на сите баратели на информации на USB или преку имейл. Во се уште рано да се зборува како ќе изгледа законот на крај, бидејќи следат уште етапи на филтрирање, но има навистина интересни мерки. Има мерки, предлог мерки за скратување на рокот за одговор на барањата од 30 на 20 дена. Ние тоа го поддржуваме, се надеваме дека ќе успее да и во финалната верзија на закона да биде вклучено. Понатаму, под пристапност како мерка, бесплатни услуги до централниот регистар и Агенција за катастар за недвижности за истражувачкото новинарство. Со цел да се потикне истражувачкото новинарство во Македонија, владата донесе одлука со која им овозможи на новинарите и медиумските работници право на бесплатно користење на информацијата за Централен регистар и Агенција за катастар на недвижности. Потоа се зголеми рокот за коментирање на ЕНР од 10 на 20 дена. Со измена на својот деловник на работа се зголеми минималниот број на денови за консултации на ЕНР, овозможувајќи поголем доспев до засегнати страни и двојно повеќе време за коментирање. Во моментов владата во соработка со НДА започна изработка на адресар на граѓански организации кој ќе возможни целосно инклузивен и неселективен пристап од страна на институциите во соработка со граѓанските организации. И последно во оваа презентација која што е ставена тука владата спроведе серија на консултативни средби со граѓанските и медиумските организации на тема агенда за транспарентност и сите предлози за незиното напредување се земени во предвид и при преземање на идните чекори. На крајот сакам само да ви се благодарам за вниманието и да посакам успешна работа со силна верба дека од работните групи на OGP процесот ќе излезат на вистина иновативни и конструктивни идеи и посакувам голема исполнителност на новиот акцијски план. Благодарам. Благодарам, Илија. Тукму твојата презентација покажа дека одредени прашања може да бидат дел од акцијскиот план, меѓутоа не мора задолжително да бидат дел од акцијскиот план, а истите да го видат светлото на денот. Такви примери би ги издвоила, да речеме, веќе формираната група за подготовка на измени и дополнување на Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Се сеќавам 2016 година, кога исто така работевме на ова прашање, едно од гласните барања од граѓанските организации беше токму, еве го Оливер Клима веќе во публика и цвета, кој што беше барањето да се намали бројот на денови за одговарање на барањата, што навистина е за вистинско поздравување, бидејќи не е дел од акцијскиот план, а веќе ќе го види светлото на денот. Исто така проактивноста е интересна во делот на трошењата или транспарентното објавување на податоците на трошењата на функционерите. Се сеќавам 2016 година беше година обележана со најголем број барања за слободен пристап, кој што токму тоа беа адресирани тие прашања колку одредени министри трошат на репрезентација, на состаноци и така натаму. Тоа веќе го имаме како визуализирана алатка, меѓутоа мислам дека е додадената вредност во процесот на конзумирање на оваа алатка е тоа што можеби помалку ќе треба да не интересираат бројките, отколку содржината, каков импакт или какво влијание се постигнало со потрошените средства. Интересно тоа што алатката е направена на начин што ја дава сумата со пребарување, ја дава сумата на потрошени пари од страна на функционерите, но подолу има цела екстензија или цело раскажување што е она што се случило во позадина. Има голем број активности кои што беа дел од акцијскиот план, меѓутоа бевме прилично воздржување дали на вистина ќе се реализираат. Тоа е објавувањето на дневните редови, објавувањето на записниците на дневни редови, зголемувањето на минималниот рок за консултација, кои што се надеваме дека и понатаму ќе бидат едни од прашањата кои што и дополнително оставаат простор за нивно унапредување.
Во тој контекст би се надоврзала дека и во 2016 година исто така имаше една друга иницијатива која што не доаѓаше од владата, не доаѓаше од Министерството за информатичко општество и администрација, меѓутоа беше канализирана од Министерството за информатичко општество и администрација, а тоа е прашањето на отворен парламент или вклучување на парламентот на Република Македонија во иницијативата Отворено владино партнерство. Во извештајот од независниот мониторинг механизам на OGP, една од главните 5 препораки беше токму тоа: отворен парламент и вклучување на оваа институција во оваа иницијатива. Го искомунициравме прашањето, меѓутоа повторно ради општествените околности, поради најавените предвремени избори во тоа време, беше одлучено од страна на парламентот да не се приклучат во иницијативата. Меѓутоа на мое огромно задоволство, се разбира и на сите оние кои што се дел од OGP и што се дел со години наназад во отвореното владино партнерство, тоа е добрата вест што на крајот на минатата година парламентот одлучи да се приклучи во иницијативата Отворено владино партнерство. Веќе е донесена одлука од страна на председателот на парламентот, господин Талат Џафери, со која што е формирана работна група за подготовка на акцијски план во собранието за отворен парламент. Па тука задоволство ми е да го поканам Златко, представникот парламентарниот институт во собранието, кој што активно работи на ова прашање веќе со месеци наназад, да ни раскаже малце подетално и поодвнатре што се случува во парламентот во контекст на ова прашање. Повели Златко. Добар ден на сите. Благодарам, Гридана. Па добро, вие сте во право. Зачетоците на овие разговори беа прилично поодамна. И јас како представник на парламентарниот институт, основан по член 42 од Законот за собранието, имавме можности во нашиот стратешки план и во годишните планови да предвидуваме активности кои значат споделување на повеќе информации во врска со работата на парламентот. Тоа се информации што влегуваат во парламентот и по соодветна постапка излегуваат. И тие информации треба се јавни, треба да се подложни на реупотреба, треба да се систематизирани, кодифицирани, пребарливи и општо да ги користи јавност. Подготвив неколку слайда во кои што во 2 слайда објаснив кои беа нашите дилеми кои одлучувавме и уште 2 слайда за подготовките и резултатите до сега. И можам да споделам и 2-3 активности на парламентарниот институт кои што се може би комплементарни кон се тоа. Со оглед на што бевме запознати што прави Министерството и со оглед на проблемите со кои се соочувавме ние, нормално прашање што си го поставивме тогаш од каде да почне собранието. Од документите кои што ни беа на располагање тогаш, ние бевме свесни за самите разговори во самата иницијатива и она последната средба 2016 година, мислам, во Њујорк, кога се формираше во рамките на OGP работната група и за отвореност на парламентите. Самата работна група упати на неколку меѓународни стандарди за тоа што парламентот треба да подразбира под отворени податоци и транспарентност. Тие се 40-тина. Оваа декларација, многу од парламенти од разни држави на различен начин се однесуваат со неа. Некои ја ратификуваат, некои просто пристапуваат. Ние немаме формален акт со кој што парламентот превзел формална обврска кон декларацијата за сега. Вториот слайд исто се однесува повторно на приоритетите на работната група за отвореност, што нас не возможи да видиме која би била нашава улога во целиот процес. Ова што се однесува е, прво тоа е освојување и спроведување на законодавството. Некои анализи кои што и направивме и во други планови, не само во македонскиот, е дека 15% од сите активности во самиот национален план бараат конкретен акт на законодавниот дом. Значи, тоа е најчесто форма на некој закон или амандман. Се разбира, сето она друго е дополнително како проактивен пристап што ќе го превземе конкретен орган на државна управа.
Обврската на парламентот би била освен усвојување и спроведување и одржливост на реформите на тој пат. Третава улога што идентификувавме за нас е надзор над спроведување на националните планови. Може да ме поправите ако грешам, јас не знам дали парламентот разгледувал на надзорна расправа национален план. Имаше обид пред 2 години, Лидија Димова, пратеничка тогаш беше, мислам дека поднесе барање за надзорна расправа на темава, али заради околностите не се случи, вие сигурно бевте во контакт. И последниот приоритет, за кој што јас ги посветив следниве 2 слайда, се унапредување на отвореноста на парламентот, во овој случај на нашиот законодавен дом. Главните препораки или дилеми кои што ги имавме ние, нормално во соработка со Министерството, за да го направиме вистинскиот избор, е тоа како да го вклучиме. Првен, кој од парламентот да вклучиме. Во различни периоди ние имаме различна политичка култура, еднаш периоди на бојкоти или на политички кризи, така да многу е тешко пратеници да се вклучат, но не само пратениците и администрацијата. Голем дел од целиот терет паѓа на административната, на парламентарната служба, што не е ни видливо толку. Понатаму, втората дилема која што имаме, дали посебен документ да правиме, посебен акцијски план, што е попредизвикувачки за нас, апсолутно, си бара и посебни ресурси на планирање и спроведување, или да се вклучиме како посебно поглавје во рамки на националниот план. Се разбира, при тоа задржувајќи го нормалниот механизам на државата за известување и репортирање и мониторинг. Врз основа на овие дилеми, следниот слайд упатува на подготовки и резултати кои што законодавната власт ги направи. Значи, првиот пат започнавме со еден брейнсторминг со службата на собранието, тоа беше во Струга 2017 година, за да се запознаат со концептот за отворено владино партнерство и обично изненадувачки, кога ќе направите прашалник и ќе видите што имате, што немате, па го имаме, па во која форма, па се е на вебсайт, ама ако пробаш не можеш да го најдеш, или по различни критериуми се бараат. И всушност во тој период се овозможи за службата да едноставно да го разбере теретот на реформата. Вториот настан беше работилница која што вклучи за прв пат пратеници во собранието, службата, граѓанските организации. Ова беше ноември 2017 година и нормално националниот координатор од МИОА. Овде се донесе веќе и политичка одлука за приступување кон отворено владино партнерство, со што известивме со допис, мислам, од 28 ноември до Министерството. И беше формирана работна група за подготовка на конкретен акцијски план. Гледате дека собранието се одлучи да донесе посебен акцијски план. Иако ние се обидуваме да бидеме во координација и како извршната власт го спроведува процесот, чисто за искуство и наше искуство. Од пратенициве се вклучија тогаш, иако беа во неформален бојкот во тој период, меѓутоа се вклучија, ако се сеќавам добро, така да имаме во работната група и од опозиционите партии и од владеачките партии. Имаме 12 представници од граѓански организации и донаторската заедница исто така. И преостанатите сме ние од службата и националниот координатор. Во рамките на одлуката, нашата обврска е до крајот на јуни, сега може би до август, да поднесеме до работната група прв нацрт план со конкретни заложби на собранието. Тие се во фаза на изработка. Некое првично групирање на информациите на нашите заложби може да ги видите овде. Тоа се пристап до информации, на одговорност, технологија, иновации и учество на граѓаните во законодавниот процес. Овие понатаму се разработуваат подетално. Во суштина опфаќа еден сеопшт корпус на информации кои што би бил подостапни на попребарлива интернетска страна, стандардизирани формулари на записници од работниве тела, од надзорниве расправи исто.
Етичкиот кодекс исто така и овде во делот на одговорност исто се предвидува, иако тоа е посебен работна група со поддршка на Европска Унија. Може би еден исклучителен фокус на системите, на софтверските системи и на употребата на собранискиот канал. На крајот, граѓанското учество исто така е битно и за нас. Ние во просек над 5 до 6.000 луѓе годишно веќе имаат можност да доаѓаат на едукативни тури. Меѓутоа, тие се од едукативен карактер. Учество на граѓани во друга смисла е реално присуство на самите работни тела со право на збор. Или деловнички да постојани експерти од надвор, исто така со право на збор без право на глас. Тоа се тие три форми кои што треба се види дали поинаков аранжман од ова би барало деловничка измена, нормално. Овие се главни работи што сакав да ви ги споделам, и како дел од парламентарниот институт, она што го направи во овој дел, барем што се однесува до информации, е ова кодификација на целокупната законодавна архива. Законодавна архива е се што влегува и излегува на пленарна седница. Значи не ви е кадровско, материјално, финансиско работење. Тоа значи, ако сакате електронски да најдете законот 98, ќе ги најдете не само како на службен вестник што би ги нашле кои се измените, туку и кои биле амандманите, зашто се гласало така како што се гласало, што било целиот контекст. Така да сите тие информации да бидат реално достапни и како дел од историјата на нашата институција. Фала многу. Кој има прашање? Благодарам, Златко. Само имам едно прашање. Оваа архива или податоци ви се достапни на веб страната? Не. Таа се работи со државен архив. Има над 1.100.000 страници. ОФК период од независност од 1986, тој е последниот мандат со ДС прва независноста. Сега е отворена за пратеници. Ќе имаме настан, ќе ја поканиме. Не спречуваме да дојде некој да истражува на нашите компјутери, ама линкот не е сега отворен спрема надвор. Има некои безбедносни протоколи во собранието, кои што дури за вработените од државен архив не дозволуваше онлайн да работат со директен линк, него 20 луѓе од кај нив работеа кај нас. Што мова го решиме, тоа мислам дека треба да биде достапно за сите. Мислам дека во духот на отвореното владино партнерство да токму она што е достапно за пратениците да биде достапно и за граѓаните, и мислам дека подоцна ќе можеме и Еми да се осврне како и покрај тоа што не е по агенда како тема на дискусија, меѓутоа мислам дека навистина ќе биде многу значајно што прави архивот во САД и како ваквите податоци се достапни за сите граѓани. Меѓутоа е многу важен, чекор што парламентот се вклучува во целата оваа иницијатива, што ќе може паралелно да ги подготвиме нашите акцијски планови и да ги адресираме до OGP International. И повеќе тоа може би повеќе од технички аспект, меѓутоа е важна пораката што меѓусебно ќе можеме да учиме и да го напредуваме целокупното општествено обкружување кај нас, не само кај централната власт, туку и во законодавната власт, па дури подоцна веќе и посмело да газиме и да зборуваме за отворено владино партнерство на локално ниво или на оние акцијски планови кои што би биле посебни на посебни општини во Република Македонија. Меѓутоа, некако целиот овој панел започнува во 2016 година. Имаше идеи, па не беа во акцијскиот план, па се реализираат. Имаше идеја собранието да биде вклучена. Во 2016 година се зборуваше и имаше навистина масовност на вклучување на граѓанските организации. Оно што е карактеристично за Република Македонија, тоа што за да се биде дел од OGP нема критериуми, да се вклучи секоја заинтересирана страна во самиот процес е повеќе од добродеден. Се разбира доколку има соодветна експертиза, соодветно знаење или може да придонесе во целата област. 2016 година на крајот имавме одредени предизвици и дополнителни вклучувања кои што направија мала несигурност или мало чувство на
воздржаност кај оние граѓански организации кои што беа вклучени од ден еден и кои што направија голем импакт во креирањето на акцијскиот план. Меѓутоа работите се исправија, факт е, не воведовме нови дополнителни критериуми, во моментот нема, меѓутоа тоа не значи дека не треба да размислуваме како понатаму да се организираме или само организираме, имајќи во предвид дека можеби не секогаш иницијативата треба да дојде од владата, можеби истата може да биде адресирана и од надвор. 2016 година го споделував британското искуство каде што таму во Велика Британија имаат нетворк или мрежа на граѓански организации кои што работат на отвореното владино партнерство, па истите тие сите своји барања ги канализираат, ги синтетизираат и потоа ги адресираат до владата. Меѓутоа, да не должам многу, мислам дека Еми ќе може многу по-детално да зборува какво е американското искуство, како во Соединетите американски држави се организираат граѓанските организации и што можеме да научиме или да пресликаме во наредниот период од кај вас. Повелени. Ви благодарам, Гордана, за одличниот вовед во мојата презентација. Ви благодарам што издржавте со нас до самиот крај. Јас сум исто тука со вас, ќе се обидам да не ве задржувам многу, сакам да покријам некои теми што сметам дека се сепак многу важни. Прво сакам да зборувам за некои барања и стандарди за соработка со невладините организации, ќе зборувам некои претходни обиди за отворено владино партнерство во САД, што помогна да се создадат внатрешни капацитети за како ние соработуваме меѓусебно и да создадеме национални акцијски планови. И потоа ќе зборувам нешто со дековната американска практика за соработка и за националните планови, акцијски планови, потоа ќе зборувам за алатки за соработка, да се осигуриме дека ние работиме заедно и во спроведувањето на тие акцијски планови. Затоа тука сите сме да ги чуеме резултатите од идеите за отворено владино партнерство. Меѓутоа, многу е важно самото имплементација, односно спроведувањето. И сакам да спомнам неколку меѓународни примери како другите земји како се грижат таа соработка да продолжи не само процесот на планирање, туку и процесот на спроведување. Барања за ОВП. Овие се многу едноставни и во текот на создавањето на националниот акцијски план од вас се бара да ги постирате, да ги објавувате детаљите од процесот на консултации, така да луѓето ќе знаат како тие може да учествуваат и кога треба да учествуваат. Потоа вие треба да бидете инклузивни, да барате различни мислења, различни гледишта, а покрај тоа што ќе ја слушнете јавноста, ви исто така треба да ја одговорите на јавноста на некој начин. И мислам дека секојаш навистина фрустрира ако вие сте од некоја граѓанска организација и ако навистина потрошите навистина време, напор за да подготвите нешто, за да подготвите некаков предлог за владата и никој не ви одговори на тоа, наидете на молк. Тоа навистина фрустрира и се чувствувате дека сте потрошиле залудно време. Значи, важен е тој диалог, каде се согласувате, каде не се согласувате. Меѓутоа, диалогот е важен. Се разбира, треба да имате активности за подигнување на свеста за ОВП, зборуваме за важноста на ОВП, не само меѓу нас, меѓутоа и самата јавност треба да биде запознаена со работата што ние ја правиме. И ангажманот на луѓето треба да биде многу пристапен. Ако не живеете во главниот град, тоа не значи дека вие треба да бидете исклучени од овој процес. Ја како што сватив, вие ќе одите и во уште на други две места и тоа е многу добар начин да се осигурите дека ќе имате широк ангажман и вклученост и од другите организации и од јавноста. Имате алатки што треба да ги искористите на интернет страницата. За сите луѓето што не живеат во главниот град, например, да можат да учествуваат. Во текот на спроведувањето на имплементацијата, вие треба да имате некаков форум што ќе овозможи ангажман на повеќе засегнати страни истовремено. Овие се некои основни компоненти на ангажманот. Повторно, ова се работи што се навистина основни. И се разбира, вие секогаш треба да вршите дистрибуција, дисеминација на информациите. Тоа е отворена влада, да бидете отворени колку што е можно повеќе. Треба да има повеќе канали, повеќе платформи, не само еден начин за некој да се ангажира во отворената влада. Вашите процеси треба да се подобруваат во текот на времето. Спомнавме и претходно, кажавме дека грешиме и преку грешките учиме. И сега сметате дека, значи, спроведувате нешто и на крај гледате дека сте направиле
грешка, но тоа треба да но ние од тоа треба да учиме и наредниот пат да ги направиме работите подобро. И секогаш треба да документирате се и да треба секогаш да имате фидбек, односно повратна информација за тоа што го правите. Покрај основните стандарди треба да има и стандарди за механизам за известување. Владата мора да се поттикнува да биде се подобра и подобра. И затоа треба да има еден независен механизам за известување. Ова што гледате е адаптирано од Меѓународното здружение за јавна партиципација. Значи, нема консултации. Владата си креира план самата за себе и тоа се разбира не ги задоволува стандардите. Наредната скала, наредното скалило е информирање на јавноста, односно да ја кажете на јавноста што правите, така сте малку поотворени. Наредното скалило се консултациите. Ова се нарекува во САД сесии за слушање. Ние може да одите на состанок со владени службеници и невладините организации ги излагаат своите идеи. Службениците или функционерите на владата ги погледнат тие документи, а наредното скалило, наредното чекор е вклученоста. Значи некаков си фидбек, односно повратни информации за предлогот на невладините организации, потоа имате соработка на наредно скалило, односно треба да стигнете до некакви вистински договори и зајакнување, оснажување. И тука веќе на невладините организации може навистина да ја постват агендата, а не да реагираат само на приоритети што ги поставила владата, туку тие да бидат вклучени во поставувањето приоритети. Понатаму да видиме малку некои позадински информации за САД. Ние сакаме да се нарекуваме иновативна лабораторија за демократија. Во контекст на ОВП може да кажеме дека САД беше иновацијска лабораторија за ова партнерство. Имавме на иницијатива уште во администрацијата на Обама и таа директива, таа наредба, таа одлука нарекуваме директива за отворена влада. Има некакви сличности помеѓу ова директива за отворена влада и отвореното владино партнерство. Клучната разлика меѓу тоа е во отвореното владино партнерство, владите доброволно сакаат да станат дел од тој процес. Доброволно се јавуваат. Агенциите што беа дел од директивата за отворена влада, тие самите кажаа дека ова треба да се направи и кај нас има различни агенции што исто така беа вклучени во ова отворена влада. Кај нас во САД има и независни агенции и тие доброволно се вклучија. Мојата организација, Националниот архив, е една од тие организации што доброволно се приклучија, затоа што навистина сметаме дека отвореноста е во суштината, во срцта на она што го работиме. Покрај тоа што ние сме депозит за највредните работи во нашата држава, ние исто помагаме да се во креирањето на политики за архивирање. Ако имате отворена влада, вие мора да се осигурите дека евиденцијата се води на соодветен начин и во соодветен формат. Што беше таа директива за отворена влада? Од агенциите се бараше да лансираат вакви интернет страници за отворена влада. Секоја интернет страница, ние исто имаме интернет страница и мораше да има една отворена страница на секоја интернет страница. И таа отворена страница беше како депо и се собира информации за законот за пристап до информација од јавен карактер, за системите за водење евиденција, за класифицирање, декласифицирање на податоци, нови активности и слично. Потоа од нас се бараше да направиме и планови за отворена влада. Ова е слично на ОВП. Овие беа 2-годишни планови и се бараше тоа да биде во соработка со граѓанските организации. Како што ви кажав и претходно, ние имаме 98 заложби преку ова ОВП, отвореното владино партнерство. Јас се извинувам што ностоп ми паѓаат работите. Но тоа беше овие заложби дојдоа на врвот на активностите за отворено владино партнерство ОВП. Нашата агенција направи акцијски планови и ние имавме повеќе од 100 заложби за да ги направиме
нашите податоци поотворени и подостапни. Мислам дека најважно за постојаното учество и соработка во отвореното владино партнерство е тоа што се побара од агенциите, од институциите да назначат лице задолжено за отворена влада. И потоа овие лица станаа дел од работна група за отворена влада и разговара кои се проблемите, се дава идеи за движење напред и слично. Обама ја отвори ова иницијатива за отворено владино партнерство. И тој кажа, мене потребен ми национален акцијски план, имате 3 месеци да изготвите и да доставите еден таков акцијски план. И тука владата им се обрати на постоечките граѓански организации, значи се разбирам, мораше да се координираат тие организации. И тука беше мојата прва вклученост во отвореното владино партнерство. Јас тогаш бев заменик помошник на директорот. Ова е некаква коалиција на институции, на организации, така би рекла. Има повеќе од 100 организации кои се дел од отвореното владино партнерство и тие разговараат на различни теми, например заштита на укажувачите, некои други општи прашања, да се осигурување добра влада, добро владење, добро управување, солидна, стабилна фискална стратегија и слично. И ова отворената влада сакаше да се погрижи дека вистинските луѓе се во собата и тие се сретнуваат со вистинските функционери. Од тоа се разбира многу напреднавме во САД. Сега не се подпираме само на една организација, туку сакаме луѓето да имаат различни можности да учествуваат. Сега ние имаме поставено, имаме една временска линија и им дозволуваме на луѓето да знаат како може да учествуваат. Ние имаме интернет страница usa.gov и тука се даваат различни многу важни информации за САД, за учеството во ОВП. На последната страница гледате едно црвено копче, вика придонес за национален акцијски план. И тој линк ве носи тука, на ова што гледаме на слайдов. Овде е една алатка што ние ја користиме и на тој начин се овозможува учество. Има многу вакви алатки што служат за учествување преку интернет и ние навистина вложивме многу енергија во ова. И значи се разбира, имаше многу луѓе со техничко образование и луѓето што креираат софтвери, тие навистина ни помогнаа многу и ние го искористивме нивното колективно искуство и знаење. Искористивме таа GitHub платформа. Ние сме искористиле повеќе од 139 идеи што се користат на различни начини. Ние исто така организираме настани како овој со партнери што се во отворената влада. Ние сакаме да продолжиме да соработуваме со агенции што биле, со организации што биле вклучени од самиот почеток и не интересира нивното институционално знаење. Новата администрација сега исто одржува настани за брейнсторминг, односно за прибирање идеи за различни области од интерес. Луѓето многу се интересираат за најновите технологии и за вештачката интелигенција и се ова сега се користи за подобрување на отворената влада. Се собираат овие идеи за различни настани, организираме хакатони. Јавноста што не сака да користи ова GitHub електронска платформа, секогаш вие може да испратите некаква сугестија, идеја, предлог по имејл, по електронска пошта. Еден од начините на кој што се обидевме луѓето да дадат навистина добри заложби е тоа што ние им дадовме некаков образец, им дадовме насоки и им кажавме што значи една добра заложба. Им дадовме образец што може да го користат.
на овој начин луѓето се потикнуваат да бидат корисни, да бидат конкретни, кога ќе објаснуваат што е нивната конечна цел. И значи основниот концепт е дека ако имате некаква добра идеја за бизнис, и ако сте, например, во лифт со некој човек што може да ве финансира, вие треба да му ја објасните вашата идеја и да го убедите човекот да ве финансира, додека се возите заедно во лифт. И се знаете дека времето е кратко, да му изложите вашата идеја и да го убедите тој човек тој финансиер да ве подржи. Тоа значи дека луѓето треба да се фокусираат и да дадат навистина добри, конкретни заложби. Кажавме дека имаме тука насоки и мерки за мерење на успехот. Администрацијата има околу 139 идеи и администрацијата извадила, нагласила некои што се најважни и изготвила некаква настарт верзија на националниот акцијски план верзија 4.0. Луѓето може да користат таа GitHub платформа за да коментираат за предлозите. Еве јас тука сум извадила еден дигитална отчетност, транспарентност. Може да гледате нели на првата слика, тоа е лицето што работи во Белата куќа, токму на оваа заложба, и се чини дека кога оваа заложба била предложена, може би некаков хекатон, значи настан кај што се собираат технолошки искусни луѓе. Потоа имате едно лице, гледате сликичка на истражувачот, тој што ја има таа експертиза за стандарди за отворени податоци и тој вика, на пример, ова е интересно, еве јас сакам да се нудам да помогнам. Потоа наредното лице е член на граѓанското општество и таа го зела на тој образец што ние го обезбедуваме и таа напишала некаква заложба, некаква нацрт верзија на заложбата. На овој начин се објаснува како може да ја вклучите јавноста и односно како да дадете начини на јавноста да учества, да придонесе само преку користење на интернетот. Откога ги собереме сите овие идеи, а идејата е добра, е многу добра, само колку што добро ќе се спроведе. И што се однесува до спроведувањето и соработката во текот на спроведувањето, ние организираме средби на работната група на месечно ниво и ние како влада разговараме до каде сме, што се случува, кои се проблемите, а исто така имаме средби на квартално ниво, тие на квартално се отворени и за представници на граѓанските организации и значи, ние сакаме вистински состаноци, каде што ќе се разговара, а не само нешто што ќе го правиме чисто реда ради, без никаков фидбек. Имаме едно правило што го користиме, тоа значи дека сите луѓе што учествуваат во дискусијата може да искористат податоци за она што го слушнале во текот на тие средби, меѓутоа кога цитирате некаква информација од тие средби, не треба да кажете кое лице го кажало тоа, значи не треба да именувате тој што ги споделил тие информации. И луѓето, значи, споделуваат информации, меѓутоа не се спомнуваат имиња. А се разбира, ние сакаме да има комуникација помеѓу граѓанското општество и владините точки за контакт. Ние имаме една Google група. Ја гледате на слайдот, имате како може да најдете таа Google група. Таа е слободна за секој што сака да се приклучи кон ова иницијатива за отворено владено партнерство. И на крајот, ова исто мислам дека важно за сека отворена влада, како сакате да подобрите услугата што нудите за јавноста. Ние користиме Twitter за да информираме владоста, да информираме јавноста за она што го правиме. Може би порано значи истражувавте нови страници, интересно беше, меѓутоа сега луѓето редовно посетуваат 5 до 10 страници. И додека да ги најдете новите страници, за да најде нови страници, најлесно е ако се тоа го споделувате на веќе познати страници. Ние имаме хаштаг OpenGov, гледате тоа на слайдот и тука може да ги најдете линковите за некои нови линкови за интересни организации, агенции и слично. Се разбира, користиме Facebook.
Reddit. Значи, важно е вие да одите каде што е јавноста. На тој начин може да ги информирате за услугите што им се достапни. Сакам да зборувам за некои меѓународни примери. Например, Сиера Леоне имаше ограничено учество од невладините организации, од граѓанските организации. Владата работеше само со малку, 5-6 организации и потоа работите малку беа потурнати и повеќе организации беа вклучени и нивниот број се удвои и владата и граѓанските организации поставија управен одбор и што дават логистичка поддршка, владата дава логистичка поддршка, а заседавањето им е оставено на невладините, на граѓанските организации. Овој управен одбор работи на заложбите. Во Грузија тие отворија форум за отворена влада, поддржан е од владата, тука се вклучени и невладините организации, вклучена е владата и меѓународни организации. Значи, тие што работат во овие одбори имаат мандат од 2 години, се среќаваат, има правила. Правилата велат дека сте записници од средбите, треба да бидат објавени на интернет. Членовите на различните групи, различни одбори се информирани преку имейл и слично. Во Мексико има технички секретаријат и таму има учесник и на граѓанското општество. И представникот на граѓанското општество се бира преку гласање во мрежата на граѓански организации. И ти организира тркалезни маси, тука се канат луѓе што имаат експертиза, што треба да бидат вклучени во процесот на консултации, се консултираат. Тоа би било тоа од мене. Јас сакав да нагласам некои од овие примери. Доколку имате прашања, ќе одговорам, повелете.